Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Одблиску со на телевизија Мега. Кога ќе се спомене битолската староградска песна, морам да кажам дека на некој начин неизбежно е да се поврзе со македонската музичка звезда Сефедин Бајрамов, кој што на македонската музичка сцена е присутен повеќе од 40 години. Јас на вистина морам да кажам дека ми представува на вистина особена чест и задоволство, што токму како мој ваш гостин во денешното издание на емисијата Одблиску со е господинот Сефедин Бајрамов. Добар ден и за вас, добре дојдовте во мојата емисија. Пред се би сакала да ви се заблагодарам што се одзвавте на мојата покана да бидете мој денешен гостин. Останува да се заблагодарам јас за вашата покана и со особено задоволство ја прифатив понудата да бидам ваш гостин во оваа емисија. Се надам дека гледачите убаво ќе поминат овој нареден половина час, ќе дознат некои нешто, некои работи од мојата кариера, од мојот живот, од мојата сегашност и така. Така се надевам јас дека на вистина ќе имаме убав разговор. Гледачите и пошироката македонска јавност на вистина добро ве познава, но токму како што кажавте, и таа е целта на мојата емисија, е што поблиску да ве доловиме до сите наши гледачи. Ете, некои работи ги знаат, можеби за некои други кои можеби не ги слушнале, ете токму да продискутираме во овие следни минути. Како што кажав, повеќе од 40 години сте присутен токму на македонската музичка сцена, еден на вистина долг период да се остани 4 децении присутен и да се твори толку многу. Пред се да ви честитам за тоа. Благодарам. Бидејќи целта е одблиску да ве доловиме до нашите гледачи, би сакала на самиот почеток ете да започнеме од вашите почетоци. Па ќе направиме некоја ретроспектива. Како се сеќавате на вашите почетоци токму кон музиката и кога за прв пат се роди кај вас љубовта кон музиката? Па љубовта кон музиката нормално се раѓа со самото раѓање на едно суштество, поседува одредени таленти, одредени желби, љубови кон нешто. Мојата љубов беше насочена кон спортот и кон пеењето. Напоредно тренирав во фудбалската школа на фудбалски клуб Пелистер во Битола, како осмоделенец. Во тој период се здобив со една повреда на мускулот и бев принуден да се отстранам од спортот како спорт. Напоредно во тој период музиката ми беше така во една нагорна линија, почнав да пеам малку посериозно со моето вклучување во војниот оркестар на Југословенската народна армија тогаш. Секоја година се организира аудиции за млади пејачи, аматери. При една таква аудиција јас бев примен и мојот континуитет со бавење со музиката продолжи баш во таа средина. При домот на ЈНА се одржуваат тие проби. Секоја недела се одеше на проба со професионален воен оркестар, така што мојата основа на моја голема среќа и задоволство ја поставив баш со професионални музичари и потоа следа неколку години на аматерско бавење со пеење по разни поводи, на разни забави и така натаму. Во тие години се одржува и фестивали за пејачи аматери во Битола. 73-74 година учествував на тој фестивал. 74 година освоив приматот Златен глас на Битола и ми овозможи да ја представувам Битола на фестивалот на пејачи аматери во Скопје, каде што го освои второто место. Потоа следеше еден период кога замина во војска на моја иницијатива, како би бил слободен да се бавам со музика посериозно. После враќањето од војска, членував во неколку групи, до 78 година, кога година ја прогласувам за моите посериозни почетоци. Именно таа година на Суботичкиот фестивал ја освои втората награда со песната Играј Македонко од стручното жири, а истата таа година направив мојата прва снимка за македонската радиотелевизија со композиција од Мехмет Манев, на текст на Ѓоко Ѓорѓиев, се викаше Прости ми.
Значи, таа е моја прва официјална снимка за македонската радио и телевизија, па отприлика колку 39 години. Так. Наредната 79-та година учествував, за прв пат дебитирав на Скопскиот фестивал со една преубава композиција и тогаш мислам дека беше периодот кога се направи таа голема пресвртница во позитивна смисла во однос на мојата кариера. Имено испев една композиција која до ден денес важи за едно од најубавите македонски евергрини. Имено едно тело при македонската радио и телевизија, едно тело на композитори, направи избор на 20 најдобри мелодии евергрини на македонската забавна музика, во кој избор влегува и таа песна со наслов Охридски спомени. И тогаш на голема врата можем да речем дека се промовирав себе си во тие кругови на еминентни автори на музика, на текстописци и бев, да не биде нескромно, покрај мојата драга колешка и другарка и пријателка Билјана Дамјановска, која истата година настапуваше и таја, и бевме како откритие на тој фестивал Скопски. Така, во секој случај, нели мислам дека посебно за млада личност, која што сака да се пробива токму на македонската музичка сцена, се најпресудно нешто фестивалите. Апсолутно. Ете, таква можност ви овозможи и вас, кога... Апсолутно. Тоа е еден панагир. Мислам, колку и да не сакаме ни фестивалите да ги афирмираме, меѓутоа, во тоа време кога немаше вакви немили случаи, како и последните години и последен период, кога надвладеа некои други стандарди, купување на гласови и така натаму, тогаш се одржува на една сосема друга основа, квалитетот беше на прво место. Не можеше човек да оди во МРТВ да снима со пријатели или по некоја друга линија. Мораше квалитетот пред се да биде. Така, во секој случај, нели сега големо влијание, пак од друга страна, нели имаат и социјалните мрежи? Апсолутно. На некој начин е поголема промоција. Меѓутоа, во тоа време, навистина, требаше човек да ги исполни сите стандарди, да поседува квалитети за да се бави со одредена професија. Сега зборуваме за музиката како музика. Пењето, меѓутоа и истото важеше и за спортот, и за театарската уметност, и за филмската уметност, значи правите вредности беа вреднувани. Така, затоа и ви честитав на самиот почеток за 40 годишната кариера, што успеавте да се изборите, да ги поминете сите препреки, да го изодите тој трнлив пат на некој начин, што би рекла, и до ден денеска да обстојувате токму на македонската музичка сцена. Кога веќе начнавме некои од фестивалите на кои што сте учествувале, на вистина голем број на фестивали имате позади вас, кои се оние други фестивали на кои што вие сте учествувале? Искрено ќе ви кажам вака, дното на душата и најемотивно, Опатиските фестивали се круна на мојот на мојата долгогодишна кариера. Имено после Скопскиот фестивал, два пати настапив на тој фестивал под мотото Денови на југословенската забавна музика. И сега често пати кога гледам на хрватската телевизија дават обично стари снимки од Опатиските фестивали, од ова временска дистанца гледам колку било значењето и големината на тој фестивал. Имено на тој фестивал настапува на вистина најквалитетните пејачи од поранешна Југославија. Во тој контекст и Македонија праќаше своето најдобриот квалитет во тие години. Значи секоја година под тоа мото Денови на југословенската забавна музика се одржуваше тој фестивал и Македонија во своји рамки правеше избор на најквалитетното како би ја презентирал македонската забавна музика. Јас во тие години на мојата експанзија настапував два пати, 81 и 83 и мислам дека тоа е врв на мојата кариера во однос на една почит, на еден рейтинг во пошироки рамки. Потоа следеа многу фестивали во поранешна Југославија, се додека не се случи тоа што се случи, се распадна таа заедница на народи и нормално дека последиците ги почувствува сите на свој начин. Се редуцира, се стесна тој простор и мораше да се делува
во едни нови времена, во едни нови услови, и јас и тогаш не подкликнав, мислам, својот континуитет го одржував, настапувајќи тука, повремено во странство настапував, така што до ден денес мислам дека сум во една се уште во една форма, во тренд, можда не преекспониран, меѓутоа ме има. Така, во секој случај малку подоцна ќе споделиме со гледачите каде се ве има, односно каде сите љубители на вашата музика, но од друга страна љубители на вашиот прекрасен глас кој што го имате, може да ве најдат и да ве слушнат. На сите овие фестивали сте добитник со голем број на награди, голем број на признанија. Ете, едно што би сакала да го спомнаме, да го издвам, токму на признание кое што го добивте во 2014 година за Ајре Демировски. Најпрестижното признание би рекла кое што токму Битолски весник доделува на манифестацијата најуспешни битолчани. Верувам дека на вистина е особена чест и гордост да се добие едно такво признание со оглед што на вистина еминентни пејачи, автори на музика го имаат добиено ова признание. Ете, кои се оние позначени награди, позначени признанија за вас кои што ја одбележале досегашната музичка кариера и колку самите награди во текот на сите овие години беа поттик и мотив за понатамошна работа? Наградите се нешто што секому му годат на некој начин, како награда буквално. Меѓутоа, наградата се состои во нешто сосема друго. Кога некој човек ќе отпее рефрени од твојата песна од пред 30 и не знам колку години, или ме препознаваат по одредена песна, на место каде што мислам дека не сум толку експониран, сум анонимен. Например, сум освојувал награда за интерпретација, награда од публика, награда од жири и така натаму. Јас ќе посочам една сосема друга ситуација која за мене е незаборавна. Имено пред неколку години настапува во една пицерија, елитна пицерија, каде што доаѓаше секоја вечер, можем да речем, пола естрада од македонската музика. Сопственикот, сега е покоен, имаше добри врски и се направи на така еден многу убав амбиент во пицерија Американо во Охрид. Во една прилика, јас настапував секој вечер таму, во една прилика си иместам инструментите и почнувам да пеам, а пред мене, нормално, од различна структура, гости дошле да вечерат. Откако испев првата тура, трите маси со различна структура, дечко и девојка, семејни луѓе и така натаму, стане да купат CD од мене, авторско CD. Јас мислам дека не постои награда што ќе компензира таквото чувство. Луѓето анонимни, дечкото и девојката бе од Белград, не знам од каде, значи скроз анонимни луѓе, после првата тура кога ме слушне, стане да купат албум од мене. Мислам тоа е доживување што не го надополнува ни една награда. Наградата е релативна работа и е добродојдена во секој случај. Дотолку поќе што една награда за интерпретација, да речем, е врв на наградите при проценка од меродавните луѓе, кога се дава награда за интерпретација, значи е врв на наградите. Сум добивал таква награда, меѓутоа ова е нешто што ќе го памтам дури сум жив. Така, се согласувам со вас потполно дека токму таквите моменти... Таквата награда мислам дека е трајна и најдрага и најчиста. Во секој случај или кога ќе ги видиме мали деца или различни генерации, кога ве слушаат или кога ги пеат вашите песни, мислам дека нема подобра награда од сето тоа. Вистина така. Во контекст на тоа сега, последно време настапувам во локали низ Битола, во објекти, во хотели, ресторани и така натаму. Пријатно е чувството кога меѓу другите пеам охридски спомени. Гледам некои млади луѓе што во тоа време не биле ни родени, ја потпевнуваат со мене, а да не зборам за Прстен за неа. Се случувало половина гости да ја пеат заедно со мене. Тоа е неописиво чувство. Мислам е тоа е најголема сатисфакција за еден човек кој се бави со одредена работа. Кога допира работата која ја работите, допира до другите.
до слушателот, токму така. Навистина, одлични песни, Охридски спомени и Прстен за неа. Голем број на песни имате оставено токму на македонската музичка сцена, кои што за секогаш ќе останат запишани во историјата. Но дали имате некоја подрага или подраги песни? Верувам дека сите на некој начин ви се драги и омилени, но ете, дали имате некоја таква што се пронаоѓате во неа или може би ве поврзува на некој посебен начин кој што ви е омилена и ви оставила поголем впечаток? Да, во одредени периоди, одредени песни ми оставале белег, да речем, и ми го обележуваат, го означуваат еден период од мојата кариера и од мојот живот. Например, првата моја песна носеше наслов "Прости ми". Со еден убав рефрен, клупата за двајца ќе тагува, носталгична, лирска, љубовна песна и така натаму. Во тој период немаше млад човек кој не знаеше таа песна и не ја пееше заедно со мене. После во една друга фаза, кога влегов во посериозни води, Охридски спомени пак ја спомнам како песна, таа песна не надмината. И во однос на текст, и на аранжман, и на музика, и на изведбата моја, секој вели дека песната 101% била баш по мојот тер. Сона мирно езеро, што ветрец го гали, сона пивко зајди сонце на бранчња мали и музика далечна, спомени што пали, што го тера срцето за младост да жали. Пред години многу Охрид нас не спои, сивилото го закити со најтопли бои. И по 7 дена браќем бевме пак, а сега сум таже napušten i star, napušten i star. Na 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 na. Охрид ми ја дали сета своја радост, Охрид ми ја зеде сета моја младост. Како кога боли, душа кога пече, срцето кон Охрид повторно ме лече. Во овој понов период би ја одвел песната "Душата ми е во битола", со длабоки емоции на песна. При еден така разговор неврзан со Миодраг Нечак и Валентин Соклески, мои драги пријатели и соработници, иначе автори на голем дел од моите песни. На повидок беше еден проект на телевизија Орбис, еден ден во битола и после Прстен за неа, вика шо сакаш да ти пишеме во кој манир песна. Мене како молња ми дојде во тој момент, како се кајца нешто во и мојата идеја, реков ќе напишеме песна за Ајри Демировски, му викам. Човекот толку песни напишал за битола, мора да му вратиме сена. Леле, двата вака се фати, кај ти текна. И како на магнитоскопска лента почнав да го кажам текстот, контурите на текстот. Валентин ми вика, земи, вика, подпиши се. Не, му вика.
ти си автор на текстот, добро ќе го отсликуваш, ќе го оформиш тој текст, ќе го направиме за душата. И навистина направивме една прекрасна песна, песна која обележува еден нов период од мојата кариера. Неодамна од еден многу мој драг пријател слушна, вика, Севко вика, песната за мене меѓу трите најдобри битолски песни. Битола мој роден крај, вика, Ако одам во Битола на Калица и душата ме во Битола, вика. Така е. Фала му, вика, многу ми значи таквото мислење. Така што таа песна си направи своја приказна, после стигна до ушите на Ајри Демировски, покоен, разбра дека за него е напишена песна и сум го кажувал повеќе пати тоа, дојде во мојот дом, за прв пат ја слушна песната, човекот пророни солзи и така имавме еден многу суптилен, многу емоционален разговор, едно дружење. И за жал, замина од тој свет, од овој свет, меѓутоа песната остана и мислам дека уште долго ќе живее. Така се согласувам и јас дека навистина отлична песна и токму од луѓето што го зборуваат, навистина го Да, потврдуваат. направена од душа, да не е комерцијална Така. песна, за ќе седнеме и ќе правиме песна. Меѓутоа, ете, тие се моменти кога човек добива некоја енергија, некој мотив и резултатот е Резултатот е повеќе од одличен, позитивен, да. многу позитивен. Она што е интересно за вас е во текот на сите овие 40 години останавте доследен на вашиот стил, на вашата интерпретација, Апсолутно. препознатли сте токму по вашиот глас. Колку мислите дека во самата оваа професија треба да се остане оригинален? прво и основно е тоа. Човек што не пее прво за себе, тој не може да биде, мислам, зборуваме за пеењето како гранка од уметноста и така натаму. Цврсто мора да веруваш да го правиш она што ти е од душата што излезе. Така. Само тогаш можеш да бидеш успешен. Сега ако седнам да сликам, нешто е апстрактно за мене е неспојиво е со мојот капацитет. Меѓутоа, кога човек пее прво за себе, а јас секој пат велам, прво пеем за душата моја. Прво јас сакам да бидам задоволен од она што го правам, а таа хемија, вервајте дека се пренесва и на луѓето. Не го правам тоа, човек може да прави една шминка или 2 пати или 3 пати. Боже мој, идат периоди кога навистина не си ни мотивиран, инспириран да пееш. Меѓутоа, генерално пеам од прво за себе, за својата душа. А тоа публика да знае да го препозна и да го сподели со мене. Така, тоа е најдобро кога се пее од својата душа, кога се работи нештото со љубов, со сите Апсолутно. емоции, токму како што кажавте, публиката го препознава тоа, стигнува таа Апсолутно, да. емоција. И стилот како стил е препознатлив, тоа ми е многу драго и важно. Препознатлива ми е бојата и начинот на интерпретација и е тоа многу битно во оценувањето на нечии квалитети и така натаму, без оглед пак ќе речем на која област од уметноста се работи. Препознатливоста е многу важна, а јас останав доследен на тој романтично-лирски стил, емоционален, од душата и така натаму, мислам, нема отстапка. Никој пат не сум посегнал, може да со исклучок еднаш, 2 пати сум пел на некој фестивал песни што не се мој стил, меѓутоа тоа било во комбинација со некоја група и така натаму. Меѓутоа, тој курс што сум го зацртал од мали нодзе, не можам да бидам поинаков. Тој стил го негувам и ќе го негувам. Така, колку беше тешко, колку е тешко да се обстојува 40 години, повеќе од 40 години на македонската музичка сцена. Дали можеби во текот на овие 40 години ви дошла мисла дека треба да кренете раце од ова, дека треба да се откажете од оваа професија или никогаш сте немале таков момент? Храбро сте се сочиле со сите предизвици и препреки. Од љубов не може да се откаже, јас не гледам како професија. Да, во моментот ми е професија, мислам, во долг период од животот ми била професија, меѓутоа не сум имал приод како кон професија, сум имал приод како кон љубов пред се, моја љубов, мој заштитен знак, мојот импулс од душата.
не сум го комерцијализирал тоа. Да, сум екзистирало тоа, сум патувал, сум одел на турнеи, добро сум профитирал од мојата работа, да речем, меѓутоа, никој пат не сум дошол, мене единствено може здравието да ме откажи, мислам, не дај Боже, да не можам да се бавам со пење, инаку немам намера да откажам, апсолутно. Дотолку поќе што сега се чувствувам во најзрелите години и во однос на репертуар и во однос на интерпретација. Еве сега, најсвежо ќе ви кажам, во петокот имав 2 ангажмани, Така. минатиот петок имав 2 ангажмани денски и навечер по повод 8 март, значи ефективно пење 8 до 9 часови. Саботата имав, малку Повторно. беше петоко, пак имав 4 сати денски и 4 сати навечер. Значи во 2 дена пеев 6-17 часови. Во нормални услови човек не би зарипнал, мислам би го снемал гласо за јас да не се почудам. Се уште ме држи кондиција и добро. Кога рековте дали е тешко обстојувањето, јас во цел овој период се сочувам со две многу битни работи. Прво и основно е за било која област, за било која професија да се бави човек од внатрешноста, а да анимира на поширок аудиториум на рамки на Република, да речем, што е Македонија. Битола сепак не е центар на случувањата. Јас цело време делувам од Битола. Многу полесно ако сум во Скопје. При секој моје одење во МРТВ, да речем, ќе се сретнам со безброј уредници на емисии, одма доаѓа понуда, кај си, петок слободен, карикирам сега. Така да. Одма се раѓаат нови соработки и така натаму. Јас цел овој период живеам во Битола и делувам. Тоа е на додатна тешкотија. А и еден друг момент има. Јас сум многу горд и секојаш ќе бидам горд што мојот рейтинг не падна во ниеден период, во една средина каква што е Битола, а Битола е колевка на музиката, не само за Македонија, туку и за поранешна Југославија. Битола е невиден расадник на таленти, на пејачи, на музичари. Мислам, земете фактите, ќе видите дека во Битола да се опстои како музичар, како пејач е голема чест и задоволство и благодарност. Тоа е, мислам, круна на сите мои овие претходни муавети, да речем по-битолски. Така, се согласувам потполно со вас, како што кажавте, ве држи таа кондиција, дај Боже да ве држи уште многу години. Настапувате, каде рековте, по хотели, по ресторани, ете каде се љубителите на вашата музика може да ве видат. Еден годишен ангажман, неодамна настапува во Сити Хаус во Битола, се паралелно настапува на поќе места, во сабота во Молика ќе настапувам, така што немам одредено место, на повидок се можда и некои излети надвор од Битола, летото е пред нас, да. Да, можда Грција, можда Црна Гора, можда пак и тука ќе останам во Македонија, доколку најдам соодветен ангажман. Така, што е она на што работите во моментот? Ете да ги израдуваме на некој начин сите љубеници на вашата музика и на вашиот глас, дали во скоро време можеме да очекуваме нешто ново од ваша страна? Јас сум по природа многу прагматичен човек и можда и неамбициозен во дадени моменти. Не сакам се многу патетика во ситуацијата, најавував некој албум, меѓутоа сметам дека условите во моментот не се баш оптимални и идеални за таков еден проект, така што напоредно се посветив на две мои замисли, не само мои, имено од неодамна од некој подолг период наназад, има идеја да снимиме една песна со Виолета Томовска. Супер. И еве, кога веќе јавно тоа го промовирам пред медиумите, морам да бидам малку поангажиран и јас и да се добро да се искоординираме со првата дама на битолската песна, би ја нарекол. За мене огромно чест и задоволство е. Меѓутоа, екипата добро мораме да ја конципираме, да направиме еден проект, што од сето тоа ќе излези, меѓутоа тоа е како идеја и
И се Треба да надеваме се и посакуваме реализира. што поскоро да се реализира. Да, се надевам дека ќе направиме на убава песна, не само така да помини да замине, Така. туку ќе биде белег наш индивидуален и колективен и награда и така натаму. Уште една Дали ќе биде поврзана со Битола, ме интересира. идејата се уште лебди, Така. меѓутоа што е нашиот, што не карактеризира фактички? Прашање и мене и Виолета. Љубовта кон Битола, песната кон Така е. Битола, водата од Пелистер и така натаму. Нешто во тој диапазон ќе се, да речем, ќе се работи во тие рамки, така што не е се уште созреана идејата, меѓутоа вервете дека нема да биде нешто така помини замини, туку ќе се потрудиме да направиме на убава песна која ќе биде општо прифатена и Така, ќе очекуваме во секој Да. случај, навистина звучи интересно и како што кажав, се надевам дека ќе Да. биде во скоро време. И- Спомнавте два проекти, да, и ќе еден бидам е овој неправеден што ако го не кажам дека спомнавме, да. неодамна се сретнав со мој драг пријател и поранешен соработник Марија Нечак, кој моментно е премногу ангажиран на други простори, Хрватска, Словенија и така натаму низ Европа. Во театарската музика е високо рангиран и има висок рейтинг во пошироки рамки, балкански, европски и така натаму. Се видовме во една неврзана средба, изрази онај вистина искрена желба да ми напише една песна, во цел овој негов ангажман, вика ќе најдам сили, желба ми е огромна, вика да ти направиме една добра песна. Во тој контекст е контактирано и со Оглен Неделковски, така што сега малку да стигнат работите, ангажманите на Маријан, да се сретнеме, да видиме како сето тоа ќе го канализираме и ќе направиме, се надевам, добра песна. Така, со оглед на екипата која што ја одбравте, верувам дека навистина одличен производ Боже на крај здраве, ќе мислам излезе. не се наменски правени, туку се овие извират од една друго, една желба скриена, еден порив е кај човекот, иначе да седни се наменски не е тото, нема хемија ако Така. седнуваш по порачка, пишеш песна. Така е во секој случај. Со оглед на тоа што повеќе од 40 години сте присутен на македонската сцена, неизбежно ми ете да го поставам и следното прашање. Со оглед на напливот, би рекла, на балканската музика, на турбофолк музиката, на странската музика и се останато, како ја оценувате моменталната актуелна состојба на македонската музичка сцена? Ете, како беше некогаш, како е денес? Кој е вашето мислење на таа тема? Видите, во тој период носител на стандардите, на критериумите беше македонската радиотелевизија, во која телевизија беа вработени високо професионални кадри од сите области, меѓу кои музички кадри. Најеминентните композитори, продуценти, аранжери беа вработени таму и тие беа креатори на таа музичка култура, да речем, без разлика дали забавна музика, народна и така. Значи, имаше високи стандарди, шо во етеро, шо ќе излези во програмата. Пак ќе речем, и во народната музика, и во изворната музика, и во забавната музика, и во... Од кога македонската радиотелевизија за радиооправдани причини се редуцира, тогаш ми се чини беше со еден капацитет на вработени огромен, 2000 вработени, не знам колку кореспондираше тој и колку беше соодветна бројка, меѓутоа имаше висок професионализам и тие беа тие кои креираа политиката на национално ниво, зборувам за Македонија. Со распаѓањето и со осиромашувањето на тие кадри при македонската радиотелевизија, дојде еден нов ветер, каде што тие параметри не се запазуваа, се ојде на комерцијализација поќе, се ојде, можеше да снима кој како сака, кој колку сака, да пее музика надвор од овие стандарди, музички вредности и така натаму, и така се ја доби
својата инерција, тој наплив, влијание од балканските земји и се дојде до едно осиромашување на квалитетот на музиката, по мое. Не значи тоа дека и во моментот нема одлични изведувачи, меѓутоа, за жал, трендовски некако се дефокусиравме и го изгубивме идентитетот. Нема македонски шлагер, нема македонска забавна музика, македонска изворна убава народна песна. Сето тоа се комерцијализира со примеси од туѓи земји, од туѓи култури, така натаму. Така што мислам, нема една институција која сите тие работи ќе ги хомогенизира, ќе ги изфилтрира добро и ќе ги презентира пред пошироката јавност. Така. Бидејќи целта на мојата емисија е што поблиску да ве доловам до сите наши гледачи, ете од аспект на професионална кариера, барем накратко, некои главни работи, по главните работи успеавме да ги соопштиме, да ги презентираме. Она што ме интересира, верувам дека ќе ги интересира и нашите гледачи, каков е Сефедин Бајрамов во приватниот живот, како поминувајте еден ваш слободен ден и колку имате време и колку го практикувате тоа да излезете на кафе со вашите пријатели, со вашето семејство? Периодично, да ви кажем право, немам континуиран некој имидж во мојот однос. Во одреден период може да, да биде доминантно мојата желба за пешачење. Често пешачувам во природа, излегувам и така натаму. Во еден период најавив и една самостојна изложба, јас работам на тоа, нема да се откажам од идејата. Набавив некоја фотоопрема. Во еден период бев поинтензивен, одев често, сликав и така натаму. Ги барав мотивите на некој начин. Ете, кога сме веќе кај тоа, што е на што најмногу ве инспирира, што е на што најмногу ве мотивира во таа работа? Лайф фотографија. Так. Да, од секојдневниот живот. И јас сум патувал доста по свето и сакајќи или не сакајќи сум направил еден солиден избор на интересни фотографии. А моите двајца браќа се занимаваат исто така со фотографија, со уметничка фотографија, учествувале на безброј меѓународни изложби, добивале награди и така натаму. И јас дојдов до идеја нешто да украдам од нивните идеи и на дополнето со онај афинитет и мојата професија како изведувач, како пејач, сум со намера и тоа го најавив да направам еден мултимедијален проект, така да го наречам сега модерно, каде што ќе бидат моите фотографии, моето око што забележало, мојата камера и мојот музички опус. Тој ќе биде едно интимно дружење во одредени, да речем, простори, нема да биде тоа многу комерцијално, туку ќе бидат луѓе сладокусци од мојата фела. Така, одличен пакет во секој случај. Дали за скоро време неконвенционално, ќе биде на повидок оваа замисла? Па работам, да ви кажам право. Имам доволен број на фотографии, ама секој пат мислам треба уште нешто. Така што треба да светне во река. Еден ден, кога тој ќе го реализирам, имам инволвирано, начално си имам исконтактирано со еминентни луѓе по Македонија. Веќе имам на неколку локации и начално обезбедено презентација на тоа. И интересно е како проект, да, пак да речем. И тој ќе го реализирам, не треба многу средства парични, треба малку мотив. Нормално е да се склопат коцките и ќе биде едно освежување за мене и за моите најблиски луѓе. Така, се надевам дека за скоро време ќе се склопат тие коцки. Да, и медиумите меѓу кои вие ќе бидете информирани, тој ќе биде едно дружење, една друга страница од мојата лична карта. Така, во секој случај, тука сме да ја следиме вашата работа, очекуваме се што е од ново од ваша страна, се разбира, се надевам дека ќе бидеме благовремено известени за секој нареден проект кој што го работите, со цел да ги информираме токму и сите наши гледачи. Мене ми останува да ви се заблагодарам за вашето присуство, што одвоивте дел од вашето време и што бевте мој гостин во емисијата Од блиску со на вистина ми е особена чест и задоволство.
Ке ви посакам уште многу успех и понатаму, се разбира. Очекуваме се што е ново од ваша страна. Ви благодарам. Многу благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на телевизија Мега, до сите вработени во вашата телевизија. До толку поќе сум среќен што ја рековте за прв пат во ова студио. Така, ја имавте таа чест, за прв пат во ова студио. Да промовираме, да се надевам дека не бевме досадни на гледачите. До некоја наредна средба, поздрав до вас и до сите гледачи на телевизија Мега. Ви благодарам многу од срце. Почитувани, дојдовме до крајот на уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас верувам дека и со мојот денешен гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Мене ми останува само да ви се заблагодарам на вниманието со кое што не следевте и секако да ве поканам и понатаму да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување, имајте убав остаток од денот.